Почитувани слушатели на Маканската радио програма, денес разговор ќе водиме со амбасадорот Ристо Никовски. Знаете вие дека тој е наш редовен гостин, но еве поодамна не сме направиле интервју од пред изборите во Република Македонија. Амбасадоре, добар ден. Добар ден и поздрав на сите наши во Австралија и секаде низ светот кои што не гледаат и слушаат. Подолго време немавме направено интервју да анализираме настаните во Република Македонија. Еве прво беше тоа заради оние 3 месеци, нели 100 дена на владата, кои се ете така како некој заштитен бренд на која било која влада во светот, не само на македонската влада. Ова интервју ќе го започнеме со последниот скандал што ја стреси Македонија со помилувањето. Ја сакам тоа да го разглобиме, да го расчистиме ако вас ви е познато. Бидејќи овие денови се изнаслушав, се изначитав, но меѓутоа сепак не го добив точниот одговор. Председателката Гордана Силјановска помилува некои убијци, некои наркодилери и некои други личности, меѓутоа ниту еден од уставобранителите не е помилуван или пак некои од другите лица кои се со помала, да кажам, оптовареност со убиство или со дилерство или и така натаму. Бидејќи знаеме дека 27 април 1917 година немаше употреба на оружје, немаше терористички напад во собранието и сепак уставобранителите останаа настрана. Но сега да го разглобиме ова, како кој решава, бидејќи се слуша сега дека надлежна за помилување е комисијата, која е составена од 5-6 членови. Меѓутоа комисијата се брани дека не добиле доволно информации од Министерството за внатрешни работи, од основниот јавен обвинител, од судот и од Министерството за правда. Дори се враќаат наназад до министерот Лога дека овие лица биле негов предлог. И на крајот, за да дојде тоа до председателката да го подпиши тој документ. Сега да започнеме. Кој започнува со работата за помилување? Прво да одговорам околу уставобранителите. Мислам дека тие не сакаат помилување. Тие колку ќе 5-6 години чмаат во нашите затвори, што е срам национален и државен и како сакат, и цивилизацијски, али не сакаат помилување, тие сакаат да има ново судење и на тоа судење да се види дека тие се навистина жртви, политички жртви на некои идиоти претходни, разбирате. Меѓутоа, знаете како е да се почне таков процес, а истите судии што ги осудија и што прават ршум во држава и кои имаат 2% доверба во рамките на статистичка грешка, тие се уште на власт, тие се уште ја делат правдата и предпоставам дека има страв дека ако го почнат процесот, пак ќе заврши како што се случи, бидејќи велам, тие истите експоненти на претходната убиствена за Македонија власт се уште се така на своите фотели. Во врска со друговите, тоа испадна голем скандал. И сега тешко е да се каже која е вината на председателката. Иако во принцип некој се залага дека таа треба да поднесе оставка, спомнувааше некој дека сличен случај имало мисличини во Унгарија и председателката се дала оставка и така натаму. Тоа беше портпаролот на СДСМ кој тоа се знае. Оставка од се знае. И мислам, мора да се каже дека аферата е крајно непријатна за председателката, една дамка на незиното сегашно да речам владење, односно позиција која држи. Иначе колку што јас знам, ја не сум правник и не сум експерт за тие работи, тоа почнува во Министерството за правда и таму треба да има трајна комисија која го тоа
во договор со министерот тоа започнува. И јас верувам дека оваа постапка е започната, отворена со претходниот министер, затоа што и луѓето кои се очигледно на таа листа одговарат и по некои други знаци, разбирате. Така да, меѓутоа, виновна е и комисијата која формира самата председателка, која нели така даде оставка, на некој начин ја намали вината, да така речем, на самата председателка, бидејќи тие презема одговорноста и тие се навистина одговорни. Видов дека и тајните служби се јавиле дека и тие не биле консултирани, велам. Значи, очигледно таа постапка е многу димензионална, очигледно не е добро завршена и сега дали има тука вина на председателката, тешко да се каже. Иако на крајот од денот вината е нејзина. Знаете како е. Шефот и кој ќе има успех е одговорен, е заслужен, и кој ќе има неуспех е одговорен. Без оглед дали тој е директно вклучен во нешто или не. Кај нас едини таков случај беше Пешев, кога како министр на транспорт поднесе оставка, и то не од повиктива, што мора да му се честита, кога се случи авионските несреќи пред колку 20, може и 30 години веќе има. Така да, во секој случај има одговорност. Дали е доволна одговорност што е презеде комисијата која поднесе оставка, не знам, не можам да кажам. Не сум за тоа надлежен, да речам, не сум доволно упатен во тие работи, али во секој случај на крајно непријатна афера, силен удар врз рейтингот на председателката, и велам, како ќе заврши тоа, не знам, али дека одговорноста, имам впечаток дека одговорноста на комисијата не е доволна, треба и некој друг да одговара, мислам дека држи вода. Сакам да го разглобиме, како што реков тоа, да го образложиме кај нашите слушатели. Дали лицата за помилување ги избира комисијата, дали лицата за помилување ги избира министерот за правда или пак некој сосема друг? Ви, логиката е, велам, не ги знам деталите, не сум упатен во тие проблеми, меѓутоа логиката е дека комисијата предлага, прво на министерот за правда, значи првиот филтер треба да биде тој, после тоа оди во кабинетот на председателката или на председателот, нели така, и тамо се привршува целата постапка. А кои се меѓу действија во нели така, во меѓувреме, да кажеме, со сите тие консултации, со сите тие потврди кои треба да се добијат од разни институции, тоа во владата, јас знам дека постојат такви начини на кога за било кој предмет се бара мислење од некојаш и по 5-10 институции, се дали тие го даваат тоа мислење, дали не го даваат, дали доцнат, тоа се веќе прашања за ефикасноста на нашата управа, а нашата управа дека не е ефикасна. Тоа сите знаеме дека има едно чудо за скитани во државната администрација, тоа не е никаква тајна, а дека имаше дури такви што не одеа на работа, а зимаа плата, што е веројатно едини случај во светот, и тоа го има. Така да велам, Не сакам да ја браниме председателката Силјановска, бидејќи предходно знаеме, поранешните председатели знае да кажат не. Значи има право како врховен командант на вето на тоа што е предложено и да не го потпиши. Не, тоа не е спорно. Велам, дека има нејзина вина, јас реков само колкава е и до кој степен да навлегува, мене ми е тешко да оценам. Дека нејзиното последно право е да одбие или да потпише, тоа е очигледно неспорно. Меѓутоа, велам, во дадениот случај, комисијата, знаете, ако имате комисија од експерти, од така лица кои се познати во јавноста, и ако тие ви предлагаат нешто, мислам дека тешко да имаш резерва, тешко да имаш ти поинако мислење, зашто она е правник, во секој случај и тие работи ги знае подетално и подлабински. Али, велам, нејзината вина не може да се исклучи, само е прашање колкава е таа вина и какви последици треба да следуваат. Нејзина вина треба, она во најмала рака треба се извини за тоа. Јас мислам дека таков секој не направил. Председателката Давкова направи уште еден пропуст со името на државата во
во Рим, на венецот наместо Македонија стоеше нејзиното име. И каков пропуст е тој, дипломатски, нејзин или пак Тоа е во секој случај нејзин случај. Она убаво започна кога нели така во собранието при инаугурацијата кажа да, Република Македонија, после тоа се повлекоа, притисоците од Францо беа енормни, огромни, разбирате, така да мислам дека тоа беше како се вели, случајот во Рим беше погрешен. Беше грешка исто така. Мислам, нашите лидери кои тоа го прокламира многу јасно, треба во секоја ситуација да пласираат Република Македонија, дури и нивни гости кои доаѓаат и кои се не така знаеме добронамерни, треба да ги опоменат дека кои ќе кажат Северна, значи ние сме сепак Република Македонија. Јас ќе ви кажам, јас кога бев на служба, нели тоа беше референцата и секаде кај што подев на конференции, на следби и така натака става, некојаш целата референца, некојаш само она кратенката која е навредлива и безсмислена. Јас ќе ви кажам, никогаш во мојата професионална кариера не седнав за референцата. Јас секогаш си носев лист хартија на кој пишуваше Маседонија и го ставав преку таа референција. Јас ќе кажам дали случај еднаш во Тирана Маљас, кој беше претходно амбасадор во Скопје и познат грчки дипломат, после тоа беше грчки амбасадор и во Америка, до мене седеше во Тирана на состанок на ОПСЕ и Аренс, кој исто така не е познат, беше амбасадор на ОПСЕ и јас кога дојдов седнав тако ја покрив, он до мене седеше. И он не може ништо да ми каже, се разбира, му кажа на председател дека проштавајте, века, меѓутоа нашата државата таа и таа не сака поранешно и тоа сето тоа вика е официјално име на државата, вика, и тоа име мора да се користи секаде од нејзините представници. И Арес мене ми рече, господине амбасадор, извините, меѓутоа вашата земја е, вика, примена и во ОПСЕ под референцата, вика, ме молам тоа име да се користи. Таа референца се користи. А јас му реков, господине амбасадор, а човекот го знаев уште од Кина, во 70-те години заедно работим, викам, господине амбасадоре, јас се представам Република Македонија. Моите акредитивни писма се на амбасадор на Република Македонија. Ако јас седам за било што освен Република Македонија, јас го кршам уставот на твојата земја. Проштавајте, вие може да ми се обраќате како сакате, а тоа зборува и за вас, значи ако потребувате референцата, значи зборува дека и вие правите манипулации и малверзации, али велам, јас сум представник на Република Македонија и само тако можам да седам. Заврши работата, не може никој друго да го оспори тоа и секогаш после тоа имаше и други состаноци, Маљас беше малце подалек од мене, али јас секогаш си го ставав тоа и Република Македонија, односно Маседонија ставиш. Велам, должност е нашите луѓе, бидејќи тој договор кој е не така катастрофален за Македонија, во секој случај мора да се игнорира секојаш кој ќе можеме и во секоја прилика да се пласира Македонија. Ние сме нашето име Македонија и ќе остане вечно. Амбасадоре, ние од големите велепредавства кои ги направи Зоран Заев со неговата влада, еве и јас и вие и многу други жестоко се боревме за уставното име никогаш Северна, само Македонија. Премиерот Мицкоски, кога го слушнав дека Преспанскиот договор е преточен во законите на Македонија и во уставот и да не се лажеме, рече дека тоа е реалноста. Зошто такво ретерирање? Зошто, мислам, ние се осеќаме навредени, дадовме големи жртви, големи трудови, спорови, препукувања, закани, интервјуа, настапи од улица, од дома, насекаде. И за една недела сето тоа да се легализира и да се стави легитимитет на предавствата на Зоран Заев. Сега ќе ви кажам една компарација. Ципрас
додека беше партиски лидер, пасок така беше една маргинална партија, тој јавно изјавуваше. Македонија, македонци, тоа е нешто неспорно кое никој не може да го игнорира. Стана премиер, што направи? Тој не прекрси. Значи, човек кој немаше никаков, знам, објективен интелектуалец кој разбира. Ако си ти македонец, јас не може да те прекарствам тебе. Ти си македонец, и ќе си останеш македонец. Велам, дојде на власт, значи друга политика почна да води. Не го оправдува нашиот премиер, меѓутоа неговата позиција има логика. Ако ние се бориме во друштво наше за правда и за владење на законите, нели така, што моментално не е случај, бидејќи се прави све друго, се правише све друго, се почитува и на законите долго време. Ако сакаш да спроведуваш, мислам, нова реформа, без да употреба на правото, ти прв мора да ги почнеш законите и уставот. Уставот е промен, тоа е факт. Меѓутоа премиерот беше одличен во Америка. Мислам, немаме забелешка таму. Сакам да ви кажам, пред светската јавност, пред сите големи државници, тој се ослуваше државата како Македонија. Велам, да не си им во чевлите, затоа што нас и Зоран Заев вели така да ние Не, немој. Зоран Заев е предавник. Зоран Заев треба да го заврши животот во затвор, ако ова држава има правда. Значи, тоа е сосема друга. Зоран Заев беше донесен како марионетка на власт. Никола Груевски беше срушен со државен удар организирано странство. Тоа го признават и странските аналитичари дека насилно беше трнат на страна, разбирате. Зашто? Затоа што не прифати прекрстување. Го донесоа тоа, да не речам сега што, на власт со конкретна задача и тој таа задача ја исполни. И кога таа задача ја исполни со нивици, нели така, тој после тоа сакаше да направи решен со Бугарија и сите тие работи да ги преврти на уште на полошо, разбирате, и кога американците виделе дека тоа народот не го прифаќа, не го дозволува, тие го тргнат. Зоран Заев не се повлече само од власта, се разбереме. Тој мислеше дека сега ќе направи со Бугарија, речем ќе прифати бугари същи народ и така натака, а тоа Македонија не може да помине, разбирате. И за тие причини што неговото мегаломанство и неговата недостаток на оцена што е реално и што може да помине, тој затоа настрада. Значи, тоа е едната страна приказната. Втората страна приказната е да не се залажуваме. Македонија не ја прекрсти Грција. Договорот од нивици не го напиша во Солун или во Атина, тоа е американски договор. Ова што го прави сега Бугарија, тоа имаме 150 години таква бугарска политика. Али зашто е Бугарија одлучна, зашто е Бугарија непоколеблива дека сега треба да не сгази или никогаш да го избрише македонизмот? Затоа што за неја стојат, да бидеме отворени јасни, стојат американски држави. Политиката на раздоби Франција, Британија се секундарни. Во светот доминира Америка, сите други. Европската унија е слуга на, мислам, Брисел е слуга на Вашингтон. Тоа треба да биде јасно. Тие немаат своја надворешна политика, тие немаат своја безбедносна политика. Тоа е све Вашингтон. Европската унија е трговска сила, ништо друго. За сега, Мојата може тоа да го изгуби, како тргнале со проблемите внатре. Значи, мораме да бидеме свесни дека имаме тука калето кај што американската амбасада диши во врата. Амбасадорката е наш, и сите амбасадори до сега биле наши неизбрани гувернери. Јас напишав веднаш на времето кога беше Рикер, првиот нивни каубој како амбасадор, разбирате, напишав колумна после која имав последици, разбирате, ме пиша од колумнист, ме објавува и така натака. Де факто морам да поднесам оставка од Советот за надворешна политика на председател, бидејќи му тропа на маса и него да се дистанцира од мене и така натака. Али се тоа не е битно. Значи, ни дишат во врат, сите се против нас. Македонија нема сојузник кој би не поддржувал, како што имаше Хрватска со Германија, како што има другите своји ментори. Ние немаме таков ментор. Сите се, бидејќи
лидер на колото, на орото против нас е Вашингтон, кој ќе се супротстави на Вашингтон и Македонија. Значи, не им е лесно, не ги оправдувам, меѓутоа сега треба да се презбрат радикални чекори. Тоа е прашањето дали тие ќе бидат премни да одиме понатака или ќе се вртиме во круг. Така да ситуацијата е драматична по многу што сите тие грешки кои се направени претходно од нас самите, разбирате, се мора да се исправаат. Нема да ги исправи ни Брисел, ни Софија, тие наши глупости, ако сакате во крајна линија. Мораме сами. Ние ја градиме таа куќа во која треба да влеземе и во Европската Унија и изградија нашите претходни идиоти, извините на израз, ама тоа се идиоти, предавници, што сакате, лошите збори да го потребите да не се доволни, тие го испради зидот што го изидаа криво. И сега мораме ние да го слушаме тој зид и да го изградиме повторно. Нема да го исправат ни Брисел, ни Софија. Нашите изгледа се уште се надеваат дека од страна ќе имаме разбирање и така натака и така натака. Обидите кои ги прават се позитивни. Самиот чин што на времето што рекоа уставни измени само со одложено дејство. Значи диктат не прифаќаме. Одлична реакција. Таа е за жал веќе надмината. Ова другото што го кажа, сигурно ќе ме прашате и за тоа за мислата, односно идејата која пласираше премиерот дека ако е толку добар договорот од Нивици, дајте да го пресликаме во Софија. Значи, он мисли ако со еден чекор као што нели така со Нивици не примија во НАТО и тоа Грција беше присилена при ратификација на договорот од Нивици да го ратификува и нашето членство во Унијата, во НАТО, да се направи слично во Софија исто така. Меѓутоа, велам, тоа се одлични, речам, оспорувања на политиката на Европската Унија и тие наши изјави се шокови за Софија и за Брисел, меѓутоа тие се привремени, тие нема да завршат работата. Мислам дека подоцна ќе објасниме тоа подетално. Добро, веќе кога навлеговте веќе длабоко околу американската вмешателност во нашата држава, во Македонија, дали се уште тие го подкрепуваат нивното милениче Али Ахмети? Тоа нема дилеми. Видите, партнер на американците на Балканот се албанците. Не Албанија. Албанците. Само знаете, тие се прагматичари со премиерот и председателот на Косово, како беше името? Курти. Не. Што е во затвор, што е во Хашим Тачи. Хашим Тачи го искористија, го употребија и го исцедија и на крај го десува во Хаг, разбирате. Како гума за джвакање, го изджвакаја благото и го плукнаја. И го плукна. Тоа е нивниот прагматизам, разбирате. Истото може да се случи и со Али Ахмети, зашто има голема улога и во 1999 година, да зборуваме од 2001 и така натака. Дали ќе го и него ќе го трнат на ист начин, ќе видиме. Зависи од политиките кои ги прават. Знаете, на Курти, например, еднаш го изфрлија од премиер, американците, тоа не откријава. Сега повторно почнува да прави бели, разбирате. Прашање колку ќе го трпат. Иако во тоа има сигурно и прагма, договорено се некои работи за да ги прислат србите да попуштаат, али велам, тие толерираат, користат, искористуваат, исцедуваат и на крај пуштаат низ вода. Така да, што ќе се случи со Али Ахмети, јас не знам, али треба да ми биде јасно. Партнер стратегиски на Вашингтон во регионот се албанците, било на Косово, било во Јужна Србија, било во Албанија, било во Македонија, било во Црна Гора, само тоа не важи се уште за Грција. А и тоа ќе се тоа на свој, на дневен ред. Бидејќи во Грција има преку 1,5 милиони албанци, мафијата држат во своји раце, огромни пари вртат, еден ден тие ќе се свртат и кон политиката. Прашање кого. А Атина после се што ни направи нас, ќе го заслужи тоа.
Американците не се успешни, не беа успешни сега во Грузија или Џорџија, не беа успешни во Молдавија, а за Украина, еве гледаме дека ја направија преку Зеленски, кој е еден најголем дилер на, како што вели и Доналд Трамп, најголемиот салзмен во светот е да, најголемиот продавач е Зеленски. Но еве таму веќе не успеа, и во Русија се одржа БРИКС. Не знам дали го следевте тоа. Како не го следев, тоа е триумф на Русија. Апсолутно, да. Тоа триумф на Русија. Иначе сакам да ве прашам за ставот. Немаме ние друг излез освен Европската Унија. Зошто немаме ние? Кое село нема 2-3 патишта? Еден пат има кон градо, еден пат има кон другото село. На сите страни можеш да излезеш од селото. Не е така. За жал, Македонија нема објективна друга опција освен Европската Унија. Нема. Зошто, амбасадоре? Зошто? Затоа што ние не сме фактор за кој ќе биде заинтересиран БРИКС или било кој. Да се разбереме, БРИКС се уште е една формација која очигледно се развива, за која има голем интерес во светот, за препастувачки дури за американците и за Западот, за препастувачки, меѓутоа тоа на Македонија не ги решава проблемите. Европската Унија е цивилизацијско достигнување. НАТО, ако мене ме прашате, јас никога ще би станал не би прифатил да бидеме членка на НАТО, зашто тоа е воена организација, таа е агресивна организација, иако не е така концепирана, али во принцип е агресивна. Значи, Македонија мора да гради вредности европски, мора да се вклучи во Шенген, мора да се вклучи во Амбасадоре, цивилизацијата во Европа потекнува од Македонија, од Александар Македонски, па апостол Павле, па Јустинијана Прима, па свети Кирил и Методија, па Климент и Наум Охридски, па и до ден денешен. Се е Ама тоа никој не го признава. Тоа никој не го признава. Ако Болонскиот универзитет бил прв во Европа, кога е Охридски? Тоа никој не го признава, дури ни самите домателни, самите не се признаваме. Видите, значи, ние сме мала држава. Ние прво немаме лидер кој ќе може да донесува, да речам, такви историски одлуки. Јас се плашам дека најмалото нешто што треба сега се направи, треба да се откаже вториот протокол со Бугарија, која е наша главна сегашна пречка. Јас се плашам дека ни за тоа нема да имаме капацитет, а тоа е неизбежно ако сака да доведе напред, затоа што, велам, ни дишат во врат. Знаете, земете го примерот на Никола како се вели сега, на премиерот Груевски. Земете го неговиот случај. Човекот веројатно во историјата, иако направи грешки непотребни и така натака, ќе остане веројатно како најдобриот премиер македонски. Направи, изгради, остави за себе нешто. Што му направи? Му го ништија животот. Знаете, и тоа е поука за сите. Колку такви Гадафи, што му се случи? Што му се случи на Садам? Садам Хусейн. Сите тие беа партнери на Западот. На крај што ги направи? Ги убија. Овега бар не го убија. Да, Садам Хусейн тие го донесува, па пребега преку реката, преплива, па Ама да не зборуваме за талибанците. Кој ги креираше талибанците? Американците. Што ми направија на крај? 20 години после тоа беа таму, си отидоа, да не речам како што, затоа што ништо не постигна. Милиарди потроши. Милиарди тешки потроши. Ништо не постигна. Разбирате? Така да во светот владее силата. И така ќе биде следните 50 години најмалку. Сите зборуваат за демократија, човекови права. Нема демократија. Каква демократија кога сите креваат зидови? Национална политика водат дома, а демократија шират во светот.
Зашто е шира демократија човекот права? За да може да ги оценуваат русите, кинезите, да може да се играат мајта, да прават што сакаат, разбирате. Така да светот не е приказ за себе. Светот не е некаков пример за добро владење, пример за честност, за коректност. Ништо нема тоа во светската политика. Све само интереси и тие интереси на груп начин се реализираат, разбирате. На времето кога отиде Америка да интервенира на Хаити, разбирате, рече, одиме да ја вратиме демократијата, а Кисинџер рече, на Хаити никогаш немало демократија. Да, и исто како што и во Русија. Во Русија повеќе од 1000 години немало демократија и рускиот народ е навикнат на тој живот и живее и си е сака својата татковина, својата држава. Знаете што е сега главниот абсурд во светот? Факт е дека допред некое време тие така наречени западни демократии најбрзо напредуваат. Која е сега ситуацијата? На кој најбрзо напредува? Кина. Да, апсолутно. Русија меѓу другото, разбирате? Значи тие, да не речам диктаторски режими, али тие авторитарни режими сега возможуваат поголем развој, побрз напредок, така да тие се пример во светот, разбирате. Кина го направи пресврт во светската политика и во вредностите кои доминираат. Кина чудо направи светско, разбирате. Така да, велам, сите тие вредности, стереотипи веќе се менуваат, стануваат и се наметнуваат нови кои покажуваат дека без авторитарен режим нема напредок, разбирате. Па дали прашањето за Академија на албанците во Македонија е подбуцнато и подкрепено од Америка? Дали е директно или не знам. Меѓутоа, тоа е во склопот на американските политики и во Македонија. Нивната цел е да се Македонија, прво да македонци да се бугаризираат и второ е државата да се федерализира на еден неформален начин, бидејќи знаете како вели народот, вика, лозјето не го чува чуварот, него стравот го чува. Стравот. И тоа народната мудрост е ненадмашена. И во Македонија нема да има промени на границите, нема да има војна, затоа што има ли војна, еве ги русите назад на Балкан. А Америка доминира тука безскрупулозно и ако нешто не сака, ако нешто се плаши, да русите не се вратат повторно. Тоа што Русија е во Србија и во Република Српска, не да им боде очи, него тоа ги боде во грбот, ги боде во брезите, разбирате. Така да, ама ништо не може. Вучич води една изворедна политика и ништо не му можат, разбирате. Затоа што Србија е важен фактор на Балканот и поголема држава, поголема традиција, поголемо, да речам, историско минато и така натака. И воено, да. И воено, и во се, мислам, секојаш била фактор на Балканот, така да тука се тие нивни планови кои ние не можеме лесно да ги игнорираме. А, велам, основата е бришење на македонизмот. И тоа Плевнелиев го кажа, го дефинираш само момент. Плевнелиев го дефинираше во 17-та година, месец-два откако му заврши предателскиот мандат. Тој рече, тоа што не можеше претходно да го каже. Македонија може во Европската унија, македонизмот не може, значи без македонците. И таа политика не е политика на како се на Бугарија, таа е нивна политика, историска, нивни синдром, али друг се крие зад нив, разбирате. Нема тие таква можност, Софија нема таква можност да го прави што не го прави, ако некој не стои сиден зад неа. И тоа е, треба да не биде јасно. Македонија смета дека тука се американците, ја? Тука нема дилема. Видите, ако анализирате еден груп преглед на тоа што се случува по распад на Југославија, кој ни го оспори името надвор од Уставот на Обединетите нации во Советот за безбедност? Грција не беше членка. Тоа може да направи само Америка. Значи, кој ни ја подмета привремената спогодба со Грција во 95-та година? Америка. Кој не спречи да прескокнеме? Кој не спречи во 2008 година да влеземе во НАТО, кога и Грција рече дека ги исполнивме критериумите? Немаше грчко вето, иако мнозина вербила дека имало грчко вето. Ако Америка сакаше да нас ни остане името во Советот за безбедност, кој ќе не прекрстеше? Франција? Тие нели 2004 не признаа подуставно име?
Затоа што сака да успе да не успе референдумот за новата административна поделба со која де факто се албанизира делови од Македонија. Тоа е тачно во име на нивниот партнер, за нивниот Доктрина. стратегиски партнер во регионот. И да не спомнуваме 2001 година. Која е 2001 година? Која реорганизираше? Па, тоа беше агресија од Косово. Да. Таму беше НАТО со 50.000 војници имаше. Птичка да пролеташе знаева шо прави. А секој ден тие влегува во Македонија на оружани единици, прави врши вече да се враќа. Усовскиот заштитен корпус. Точно, тие беа основата на тоа. Кој го контролираше тоа? НАТО и Америка. Така да мислам, кој ќе гледате назад ретроспективно што ни се случува, сите други се алатки во раците на една велесила која доминира во светот, и Грција, и Албанија, и Бугарија во однос на Македонија. Тоа се споведува американска политика. Тоа треба да расчистиме на секогаш. И кај нас никој не се осмелува да го тоа каже. Никој не се осмелува да покаже со прст. И што е најстрашно, никој не го тоа анализира, никој тоа не ги бара причините. Никој со нив не разговара макар и тајно. Која е вашата цел во Македонија? Разбирате? Се што се случува во Македонија, се диктира од Кале. Американската амбасадорка, велам се десува, како сите нивни претходници, после Рикер, како гувернери, пред некој време изјави, тука имам изјавата, може да ја прочитам, или договорите од Преспа, јас Преспа не го користам, тоа ми навредува, не ми го вредува мојот регион, договорот од Нивици и договорот за непријателство со Бугарија се трајни и недопирливи прашања. Која си тебе да кажеш да се тајни недопирливи прашања? Или истото ни го спомнува, ни го верла и во преговарачката рамка Европската Унија, Брисел, вели, договорите, дури протоколите мораме да ги спроведуваме, што е, протоколите се записници. Кај се видел записник да ставиш во преговарачка рамка. И не само тоа, значи, тие ги величаат договорите. А знаете кој е најново? Ја присилија Црна Гора, која преговара интензивно, која ќе влезе сме живи и здрави, јас веројатно нема сум жив до тогаш, ја присилија да го откаже договорот со Америка за тоа наметнуваше и ние имаме таков договор подпишано, со кој ние се откажуваме од гонење на американски војници пред кривичниот суд да се судат, им се дават на Америка. Ја присилија да го откаже договорот. А чекај се, зашто ако ти присилуваш некој да откаже договор и тоа со Америка, разбираш, а ти бараш тие да справен договор со Бугарија. Која е таа логика? Али нема логика. Таа логиката е интересите. Тоа се нивни интереси, ги тераат, разбирате, и едните и други. Добро, ајде да искоментираме фон дер Лајн, беше завчера во Македонија. Што ни порача? Да, ни порача дека од Европската Унија, од членството, нема ништо, бидете свесни на тоа, и така однесувајте се, али ние ќе ви кажуваме дека наш максимален приоритет е проширувањето. Тоа народ вели, мижите мамам, разбирате. Тоа е ветување кое ништо не значи, тоа е чиста, мислам, една манипулација, бидејќи Унијата веќе формираше втора лига. А тоа го отвори Макрон со Европската политичка заедница, која веќе функционира, мислим се треба да петиот состанок на 40 држави. Сите кандидати се таму впикани и таму се 27 земји членки. Тоа е политичкиот дел од Европската Унија, кој не така еве го ставени во втора лига. Тука сме сите заедно, ама вие сте во втора, ние сме во прва лига. И второто го дефинираше самата фон дер Лајен, веднаш под како излезе Макрон со идејата за Европска политичка заедница, која рече за кандидати има 4 столба за кандидатите. Првиот столб е поширок пристап до единствениот пазар. Значи, економски ќе некој најше стимулират. Вториот столб е рече регионална соработка. Третиот столб се реформите, длабински и така натака, и четвртиот столб е финанската помош.
Значи, за кандидатите, овие 6 милиарди што ги одвоија, се де факто, како сега го наречуваат, план за раст, се утешна награда. Се тоа што го прави и тие, тоа е утешната награда и таа дојде да ја промовира таа тука. Разбирате, Македонија треба сега да добие све заедно 750 милиони евра, што е добра пара, во секој случај, за 4 години. Сега ќе дадат 50 на милиони до крајот на годината. Тие првите ќе бидат и вака и така, без некои големи заслуги. Сите кандидати требаше од Балканот да поднесат агенда за реформска агенда, и ги поднесо, и ова им е награда ќе биде. И после тоа, само исполнувањето на агендата реформска ќе носи нови пари. Не правиш реформи во судството, нема пари. Не правиш реформи во, медиумите, нема пари. Не правиш економски реформи, нема пари. И велам, оваа утешна награда, како што ја нарекувам јас, е резултат на фактот што во новата преговарачка рамка, која исто така ја лансираше Макрон, стои дека земјите ќе бидат примени во Европската Унија во моментот кога ќе допостигнат компатибилен економски развој со нивото на Унијата. Тоа значи 20, 30, 40, може и никогаш. Знаете, просечниот БДП по жител на Балканот е највисоко Србија, мисли, че некаде 8.000 евра, а во Европската Унија рече 40.000. Кој кај тука? Да, 8.000, Македонија има некаде околу 6.5. 6.5-7 има Македонија. Сакам да го искоментирате ставот на премиерот Мицковски во однос на барањата на фон дер Лајн. Се прекина нешто. Ме слушате сега? Ме слушате? Да се прекина сега, да. Сакав да го искоментирате премиерот Мицковски што одговоре во однос на барањата на фон дер Лајн. Мислам дека нашата позиција и она што го тој реафирмира во однос на преговарачката рамка, во однос на уставните измени, е апсолутно точно. Меѓутоа, велам, тоа не го решава проблемот. Тоа беше само функционално до моментот додека не ставивме до знаење дека беа во опозиција, дека диктати не прифаќаме. Меѓутоа, ние, ако и денеска ако го ставиме во уставот бугарите, и нека биде да биде тоа активирано при приемот, ратификацијата на приемот на Македонија во Европската Унија, значи, после колку? После 100 години, може би, и толку, разбирате, ние не сме ја завршили работата. За нас клучна моментално е преговарачката рамка. Во преговарачката рамка, тука да не ви го читам сега делот во кој вели, Македонија мора да ги исполнува договорите од Невици и за непријателство, како и годишните протоколи кои се предвидени според член 12 од договорот, разбирате, со Бугарија. А тоа, значи, годишните протоколи, за нас е катастрофален вториот, кој го подпиша Бујар Османи, во кој прифативме се што бараше Софија. И историјата да биде главна, со комисијата, и да биде предуслов ултиматумот да го прифатиме за уставни измени. Значи, ако и Бугарија да прифати, тоа нема да се случи, да уставните измени важат при приемот на Македонија во Унијата, според преговарачката рамка, тие све ќе направат што сакаат, разбирате. И тоа го очекува, да се разбереме, и го очекува и Атина. Затоа, во тие 6 кластери, што се 35 или 32-3, колку имаат поглавља за нас, има се. И Бугарија, чим ние прифатиме бугари во уставот, значи не ги има, бугарите во Македонија 3504 според пописот или 60-тина што гласаа вчера на изборите бугарски, значи толку се, ги нема повеќе, разбирате. Него тие ќе играат со бројката од 120.000 најмалку издадени пасоши.
И која им е целта? Што сакаат тие од Република Македонија? Што Тие сакаат Грција знаеме дека не се откажува од егејскиот дел на Македонија, Солун пристаништето е многу важно, полето македонско е многу Ма ние се плодно. откажавме. Ние се откажавме од тоа со дивици, ние се откажавме од сето тоа. Да, Ние се откажавме од македонците од Бугарија, од Грција, пардон. да. Со нивици, ние се откажавме од македонците и кога праша тој Маричич, идиотот Маричич, кој јазик зборуваат, така тој ка, не знам кој јазик зборуваат. Па Па и истиот ден Никола, требаше да го isфрлат од влада. па и Никола Димитров не знаеше да го. Истото, а татко му таму е, а и тој така. Да, од Цакони е од Цакони во селото Цакони е роден и вели дека не го знае јазикот на кој го зборува татко му. Така, тоа се наши апсурди, наши срамотилаци, али тоа реалност. Добро, грците, Значи, ама што сакаат бугарите во Македонија? бугарите Ќе влезат да, ли со војска, ќе влезат ли со каква администрација? војска, каква Ама со- војска, тие, Која е нивната цел? ама видите, нивната цел е бугаризација на македонците. Тие не признаваат македонци по род. Тие признаваат само бугарски македонци. И тие ќе инсистираат во уставот да влезат македонски бугари, пардон. Значи, Да. ние сме македонски бугари. Као што имаш ти, не знам, преспански македонци, као што имаш ти мариовски македонци, ние треба да бидеме бугари, македонски бугари. Тие не признаа. Прво да потпишеш договор за пријателство, што некој што смета дека не постоиш, треба си идиот. Нема другото. Треба си забеган, треба да си имбецил, треба да си не знам што, да потпишеш договор со некој што вели дека ти не постоиш, договор Дали- за пријателство. Амбасадоре, дали Само тие тоа тоа бе. го прават заради Пиринска Македонија или пак имаат намера да дојдат на гости кај нас? Ама тие Пиринска Македонија си ја зема и ја веќе го асимилира тој народ, огромен дел. Тоа е за нив завршена приказа, и само за нив, и за светот. Нивната цел е, па кој нивниот меморандум објаснувачки и нивната декларација во собранието што вели? Македонци имало до 45 година немало. Нив ги измисле Тито и Коминтернат. Тие се сите бугари по род. Значи, тие сега све разбираат дека македонското прашање се уште не е решено, дека американците имаат поинакви идеи, во кои се апсолутно совпаѓаат нивните интереси, и тие сметат дека сега е историски момент кога можат да ги бугаризираат македонците, и тоа најдесно ќе го направат како? Со бугари во уставот, од внатре. Бугарите во уставот се бугарски тројански коњ. И некои наши малоумници кои тврдат дека ако ги внесеме бугарите во уставот, де факто Бугарија ќе признае македонскиот народ, па тоа треба да си имбецил тотален, да не разбереш Е дека правило разлика демекеве сега имаме ние малцинство бугарско, тука, а таму имаме народ бугарски. а ние сме биле македонци. Па тие не признава дека има македонци. Да бугарите признава дека има македонци. И да ние сега прифаќаме бугари како во уставот, тоа значи ете и два народа. Бугарите никогаш не бидат два народа. Не. Народи на двете земји. А не јазикот не го признаваат. Јазикот, историјата ништо не признава. Значи, де факто, тие со тоа сакаат да покажат дека има 120.000 бугарски пасоши, бугари де факто, ако тоа се носителите на фамилиите, нека има ише по 3 члена во секој семејство, тоа е 400-500.000 луѓе. И врз основа на тоа, ако ние го прифатиме тоа, ти ги чат, овие се согласија. Не се тие 3504 од пописот, него овие 500.000. Чим се 500.000? Ќе барат школи, ќе барат театри, ќе барат учебници, што не ќе барат? Правична настапеност, ќе барат пратеници своји, ќе барат министри своји, разбирате. Значи, вие сте категорично против внесување на бугарите во устав. Тоа е тројански коњ кој треба да, знаеме приказата за тројанскиот коњ, зашто е направен? За да руши однатре. Тоа е целта на бугарскиот тројански коњ и тука нема, а бугарите не го кријат тоа. Не треба јас да бидам паметен па да ви кажам тоа. Владев, нивниот председател на стацијот национал шовинист, секој ден го повторува тоа. Собранието со едногласно ја изгласа
декларацијата со која вели нема македонци, нема македонски јазик, нема македонска историја. Тој е народ кој до 45-та година, значи татко ми, дедо ми биле бугари. А тие беа македонци, јас ги памтам, значи не ми кажувал никој. Да, да, да. Така, ведам, тоа се будалштини во основата, кои некој кај нас ги проголта, ги толерира и нормално дека нивните апетити растат. Дали Мицковски ќе се сложи со внесување на бугарите во уставот? Јас мислам дека ако го направи, тоа ќе направи историска грешка и ВМРО-то после тоа исто така ќе може да оди на ѓубриштето на историјата, како што заслужи да оди СДСМ. Ајде, кога сме околу историјата, да ги искоментираме и комисиите. Сметате ли дека е добро што остана комисиите за историја и образование помеѓу Македонија и Бугарија и Грција и Македонија, или требаше да се распуштат тие политички комисии? Тие се политички комисии. Не, тие се погубни за нас комисии, апсолутно неприфатливи, меѓутоа тие се од двата договори. Додека не ги откажеш договорите, тие мора да постојат. И што е сега? Знаете, има стратегија, има и тактика. Стратегијата треба да биде откажување на двата договори, погубни за нас и со Нивици и со Бугарија, меѓутоа тактиката треба да биде да тоа ни нанесе најмалка штета. И од тоа гледна точка, добар потез беше што беше променен составот на нашата комисија, која претходната беше апсолутно предавничка и капитулантска. Добро се промени. И сега треба да биде таа нова тактика на комисијата, одлагање. Тие има сега вчера состанок, ништо не се договорија. Рекоа ќе има втор состанок до крајот на годината. Иначе во вториот протокол стои дека треба да има 8-9 состаноци годишно, значи се на месечно ниво кои ќе се отворат годишните одмори. Значи сега треба да тактизираат не до крајот на годината, некаде до некаде мај, јуни следната година држат втор состанок, пак неуспешен. Другиот да биде на крајот на следната година и на тој начин да ја амортизира таа комисија, додека не го откажеме договорот. Договорот треба да се откаже само по соодветен момент. А сметате ли дека Бугарија ќе или Европската унија или судот во на Европскиот суд ќе изврши притисок врз новата бугарска влада? Вчера имаше избори, впрочем повторно бил пожарникарот на прво место Бојко Борисов. Сметате ли дека Советот за безбедност на Европа дека ќе изврши притисок да се признаат македонците во Бугарија? Не, тоа нема теоретска шанса. Ве насмеав. Ако не тоа, велам, прво Советот на Европа, која е прва мултилатерална европска организација, донесена по Втората светска војна, и чија основна задача и должност е човековите права, нели, Судот за човекови права е нивна институција, донесе 14 пресуди во корист на македонците во Бугарија. Бугарија ги игнорира, некои ситни пари покрива трошковите и така натака, и никому ништо. Зашто? Па до сега на тие средби во Советот на Европа, кога се разговараше на тие прашања, македонските дипломати ги напуштаа седниците да не пречат тама, разбирате. Место да тропаат на маса цело време, како што сега Мицковски со полно право секаде го спомнува тоа. Вика да има 14 пресуди, ниједна не е применета. Да, отворено зборува за тие пресуди, да. Велам, тоа е новина, до сега тие се игнорира, се молчеше како да се нели како да е бабарога во прашање. Значи, сега почнува тоа и велам, Европа со прст нема да мрде на тој план, ако ние не го покренеме тоа прашање, ако не го покренуваме тоа прашање и во НАТО, тоа е безбедносно прашање. Македонија се членка во НАТО. Зашто на следната седница да каже има едно прашање кое заслужува внимание, бидејќи може да има и безбедносен карактер. Улогата, позицијата на македонците во Бугарија. А не беше гласен така Муцински на неговото зборување ако се сеќавате, чинам јас дека вие го искаравте околу неговиот став. Да, јас
прве што критикував, Да, разбирате, така да околу амбасадорот во Тирана, али да. велам, во секој случај, ако самите не го бркате вашето право, ни Свети Петар нема да ја подржи. Значи, улогата на државата е да се бори за своите интереси. Предходната власт ги продаваше за џабе, ги делеше на Бит пазар, на, на Ајван пазар, разбирате. Така да, Да. ова власт почнува да прета, почнува да се буни, почнува да покренува прашање. Меѓутоа, велам, не е лесно. Сега Никој не ја тоа сакав да го завршиме со нашето интервју, веќе еве сме скоро 55 минути, or 60 минути, да. Да го завршевме интервјуто. Некако мене ми се чини, можеби не сум во право, но вие ќе го искоментирате тоа. Овие почетни 4 месеци откако дојде новата влада, многу помалку се занимава со националните прашања на македонскиот народ или на Македонија, повеќе е навлезена околу економијата, корупцијата и другите потреби на македонскиот народ. Во тоа има одредена вистина, иако и овие другите прашања ги покрена на еден сериозен Да, сега го гледам Пецо ВМРО и за тоа сакам да ве прашам покрај ова прашање, што стана со 1913 година, тоа нека биде последното прашање. Да, имаме и нешто друго ќе додадам. Да. Видите, државата ја најдоа во хаос тотален. Без пари во фондовите, све испотрошено, непланирано. Испокрадено. Испокрадено. Значи, мора да почнат да ги собираат парталите, за да, нели така нешто се направи за да може да се тргне напред. Така да рестим во чевлите. Али, во секој случај, тие прашања почна да ги покренуваат и тие тек ќе дојдат на дневен ред. И тоа прашање да го затвориме дека Македонија сега е во тесен ќорсокак во однос на своите евроинтеграции, кои се суштината на нашата перспектива. Македонија треба да направи се да влезе во Европската унија, иако реков, проширување нема да има, тоа го рече и Шмидт, германецот кој рече сите балкански кандидати ќе бидат примени во пакет. Косово уште 50 години нема да исполни условите. Црна Гора, Босна и Херцеговина уште 30 години. Значи, други зборови нема проширување. Али ние треба да направиме све за да влеземе во Европската унија, а за да излеземе од ќорсокакот, Македонија мора да го откаже подхитно, што побрзо топарно, вториот протокол кој е катастрофален. Со тоа паѓа во вода и уцената и ултиматума да го менуваме уставот, од таму произлегува, паѓа во вода преговарачката рамка, која, велам, каква што е денеска Македонија, никогаш теоретски шанси нема да влезе во унијата. А наш интерес е да влеземе. Бидејќи други опции немаме, за жал. Значи, ние мораме да го откажеме под хитно вториот протокол и тоа се прави со една нота. Најпроста нота се откажува и велам, Европската унија која вели нема промена на рамката, бидејќи 27 земји се договориле, ќе мора да дава нова рамка, бидејќи нема ли протокол, го нема протокол, таа рамка е надмината. Веќе е неприменлива. Значи, со еден потек решаваш многу прашања, многу проблеми и тоа мора Македонија да го направи. Ако не го направи тоа, Македонија ќе се врти во круг и ќе оди прудол. Значи, тоа е првото. Иначе, 1913 година, пред 100 и нешто години, се покажа во Втората светска војна, поточно на Аснум, кога Србија се откажа и формално од својот плен од Букарештиот договор. Тоа покажа дека промени и ревизии се возможни, али се согласно на двете страни. Ние имавме среќа што во тој период, во Втората светска војна, а ние сами се изборивме во војната против фашизмот за своето ослободување, значи, само благодарејќи на комунистите во Србија, ни една друга, ни претходна, ни последователна власт немаше да прифати такво нешто, да се откаже од својот плен,
И на тој начин беше делумно ревидиран Букурештскиот договор. Тоа покажува дека ревизија е можна понатамошна само со согласно со Грција и со Бугарија и евентуално со Албанија, која има не тамо 10-12 села добиено со Букурештскиот договор. Нашиот слушател Пецо често пати знае да ги обвини дека виновници за нашиот неуспех се власите. Дали го делите неговото мислење? Не, апсолутно. Нема никакво основа да бидат власите. Да, тој го споменува и Таки Фити, Виктор Габер и така натаму. Видите, тоа дека властите се високо позиционирани во Македонија и дека имаат своја улога, тоа е факт. Меѓутоа, ако властите во Македонија се колку, десетици илјади, можда ни толку ги нема. Ако тие успеваат да ги победат милиони и пол македонци, секој им чест. Значи, реков, ревизија на Букурешт е можна само во заемен договор со Бугарија, со Грција и со Албанија, а колку е тоа возможно, секој сам нека цени. Така да, обвинувањето Таки Фити, мислам, кога беше председател на Академијата на Академијата, го праша кој е мислењето на Академијата во врска со договорот со Бугарија кој беше во подготовка. А тој рече, ќе се изјасниме кој ќе биде подпишан. Таква академија не ни треба. Таа таква академија треба да се растури, и да почне однова се формира. Во академијата само една шака луѓе се заслужни за ова и имаат улога во македонското општество. Лјупчо Коцарев беше еден од најдобрите. Неколку души има, разбирате, и толку на тоа се сведува. И има Джиров и има 5-6 души има, али сите другите треба да си бара друга работа, да се вика. Амбасадоре, верувате дека владата ќе биде стабилна и покрај заканите од вреди, од влен, што се кон Мицкоски со академии, со паралелни институции и така натаму, ќе мораат да бидат и тие да свиткаат опашката? Видите, тоа многу зависи од Мицкоски и од македонскиот дел од владата. Тие треба да им објаснат. Никој на албанците воздржава не се обиде да им објасни на политички план дека бугарите во уставот значи тројански коњ кој треба да го руши македонскиот народ. Ако вие поддржувате такво нешто, ние не можеме да бидеме ни партнери, ни коалициони, никакви. Ако вие сте против македонците, фала ви. А дека албанските лидери во Македонија, да најголем дел имаат големо албански амбиции и стремежи и планови и визии, тоа не е спорно. Али ние треба самите тука да го расчистиме тоа, да ставиме на маса и да не дозволуваме како такви чекори како што на времето се голта, чувајќи од јазикот кој одат во федерализација на државата и ова исто така. Идејата за албанска академија е де факто сериозен чин во федерализација на Македонија. Интервјуто трае долго, меѓутоа не можам да не ве прашам сега кога веќе додовме кај јазикот. Тоа е на масата кај Уставниот суд, албанскиот јазик. А пак од друга страна Али Ахмети прати писмо до Еди Рама дека се враќа, се поништува. Ако веќе Али Ахмети знаел дека Уставниот суд на Македонија дека ќе ја поништил одлуката да се употребува албанскиот јазик на цела територија на Македонија. Прво писмото не го упатил само до Еди Рама, туку го упатил и до американците, го упатил до Брисел, го упатил до французи и така натака, на многу повеќе адреси. Така. Писмото, прво кој ќе го упатуваш такво писмо на Еди Рама е апсолутно неприфатливо и е негирање на македонската држава. Де факто тој вели дека мој шеф не е Мицкоски, него мој шеф е Еди Рама, што е велам навреда на земјата, али ние тие работи не ги согледуваме. Видите, прво и на Груевски беше сериозна грешка, катастрофална грешка кога во 2011 година дозволи во собранието председавачите на комисиите во име на државата албанци да зборуваат во собранието на албански јазик. Тоа беше дерогација
целоста на македонскиот јазик, која своето финале го доживеа со јазикот за албанскиот јазик, кој го направи де факто равноправен на македонскиот и државата со тоа ја прогласи за федерација. Тоа е катастрофална грешка. Сега, кои ќе гледате и министрите албански зборуваат на пресконференции на албански без превод често пати, значи е де факто дерогирање целосно на државата како македонска и на министрите на влада зборуваат албански јазик. Да се врати тоа назад ќе биде многу тешко. Стекнато право многу тешко се отфрла, а албанците не се таков народ кој тако нешто прифатува, така да улогата на Уставниот суд е многу сензитивна, многу чувствителна. Самиот факт што претходната предавничка власт го направи законот за јазиците е катастрофа. Велам, ќе биде многу тешко да се излезе од ќорсокакот во кој не доведоа претходните предавници. Амбасадоре, ви благодарам многу за вашето време, за овие исцрпни објаснувања и сега ќе бидеме почесто во контакт. Ми беше задоволство, поздрав за сите наши и покрај сите овие, речем, лоши состојби, лоши ситуации, големи предизвици со кои се наоѓаме, голготи кои се пред нас, Македонија ќе успее. Македонија, да било лесно да се уништи македонскиот јазик, тоа одавна ќе било направено. Никој не успел, нема ни сега да успеат, али велам, мора да се бориме, мора да бидеме што посплотени меѓу себе, затоа што улогата, поддршката, придонесот на секој од нас е важен. И во земјата, и во надвор, кај да се наоѓаме. Ви благодарам многу и до слушање и до гледање. Поздрав, се најболо.